Добра вечер, дневник на КТВ, 28 ноември 2025 година. Во посета на општина Кавадарци и на средба со градоначалникот Митко Јанчев, денеска беше амбасадорот на Народна република Кина во Македонија Џијанг Сјојан. Денеска на официјална посета на општина Кавадарци е нејзината екселенција, амбасадорот на Народна република Кина со седиште во Македонија. Разговаравме на повеќе теми и на она што можеме како општина Кавадарци заедно преку амбасадата и преку Народна република Кина да го поставиме на повисоко ниво во делот на економијата, во делот на развојот, во делот на туризмот, каде што мислам дека пред се како Народна република Кина, како народ и нација можат многу да придонесат во делот на нашата економија, а пред се во делот на продажбата на македонско, тиквешко, кавадаречко, би кажал, вино во Народна република Кина, каде што има и како голем конзумент на вино. И од оние официјални бројки кои што ги добивме, негде околу 500 милиона литра Кина троши флаширано вино, а ние имаме вкупна производство на вино од 50 милиона литра, така да неполни 10% од она што го конзумира Народна република Кина во делот на вината. А мислам дека имаме едно од најдобрите вина на светот, тоа е тиквешкото вино, кое што и така ќе се заложиме заедно и со амбасадорката и со амбасадата да се доближиме до кинескиот народ, до кинескиот пазар, да можеме да го пласираме нашето тиквешко вино со цел да помогнеме и на винарите и на земјоделците, а пред се не оставајќи го и туризмот и се другиот економски бенефит кои што ги имаме. Уште да заблагодарам на амбасадата за нејзината поста денеска и ова е почеток на една наша средба и во делот на економијата и на туризмот. Денеска со задоволство го посетив Кавадарци и имавме отлични разговори со господинот градоначалник и споделувавме доста идеи за соработката во сферите на економијата, трговијата, туризмот, културата и за развојот на Кавадарци. И ние споделувавме истите мненија дека треба да земаме луѓето, народот на прво место. Това е истата концепт на Кина. Верувам дека во иднината ние имаме доста можности за соработка во разните сфери во интерес на благоденствието на луѓето и на Кина и на Кавадарци. Ние веруваме дека добар почеток е пола успех, така што мислам дека од денеска веќе имаме пола успех со заеднички набори, ние ќе оствариме нашите заеднички цели, да имаме полноценни успеси. Владата на Република Македонија на 131-та седница одржана на 25 ноември годинава ја разгледа информацијата за работата на Комисијата за проценка и утврдување на висината на штета од природни непогоди и други несреќи и ја усвои со следните заклучоци кои се однесуваат на општина Кавадарци. Обезбедена е парична помош од буџетот на Република Македонија за природна непогода Град на 27 јуни 2024 во висина од 5% од вкупно проценетата штета од 11.787.523 денари. Станува збор за катастарски општини Шивец и Дреново. На сите засегнати странки финансиската помош ќе им биде исплатена на доставените сметки согласно документацијата што ја имаат поднесено во општина Кавадарци.
Од 1 јануари следната година цената на електричната енергија за домакинствата ќе биде повисока за околу 5%, откако Регулаторната комисија за енергетика ги усвои новите пресметки за трошоците во енергетскиот сектор. Државната компанија ЕСМ на тендер понуди цена од 65 евра за мегават час за базна енергија, што ќе влијае врз крајната цена што ја плаќаат граѓаните. Според надлежните, поскапувањето е резултат на зголемени производствени трошоци, повисоки цени на енергенсите и одржување на стабилноста на системот. Дел од потребната електрична енергија и натаму ќе се обезбедува од домашни капацитети со цел да се намали зависноста од увоз. Регулаторот одлучува за висината на цената на електричната енергија, рече премиерот Христијан Мицкоски, одговарајќи на новинарско прашање околу најавите за покачување на цената на струјата од нова година. Регулаторот одлучува за висината на цената на електричната енергија. Евана Хоум е снабдувачот кој што има јавна набавка за цела година, за следната 2026 година. А ЕСМ, согласно политиките на владата, ги достави вкупните количини кои што се бараат согласно јавната набавка. Иако претходно како влада бевме критикувани и во самиот извештај од Европската Унија, но и од дел од јавноста, дека еден од чекорите кои што се дел од планот за раст не го спроведуваме, а тоа е чекорот во кој што се предвидува либерализација на пазарот на електрична енергија со која што ќе се снабдуваат домакинствата. И ние јасно кажавме дека да, тој чекор нема да го примениме, затоа што ако го примениме, тогаш цената на електричната енергија нема да биде 62-65 евра, туку ќе биде повеќе од 100 евра за домакинствата. И тогаш вкупната цена за домакинствата ќе поскапе за дури фантастични 50%. Ние рековме тоа нема да го превземеме со сиот политички ризик што го имаме како влада и ќе продолжиме и понатаму да ја субвенционираме цената на електричната енергија за домакинствата и сите оние потрошувачи кои што се на регулираниот пазар. Која ќе биде крајната цена ја одредува регулаторот. Дали таа ќе поскапи 3, 4, 5, дали ќе поевтини како што тоа е случај во изминатиот период и така натаму, одредува регулаторот откако ќе ја добие цената со која што снабдувачот ќе ги снабдува домакинствата, потоа трошоците кои што ги има дистрибутерот, трошоците кои што ги има пренос операторот и конечно трошоците за организирање на пазарот на електрична енергија. Сите овие калкулации кои ќе бидат направени, тогаш регулаторот ќе одреди конечната цена која што ќе плаќаат граѓаните. Инаку АДСМ поднесе цена која што ќе биде 65 евра за мегават час, односно 3 евра по мегават час повеќе од тоа што беше во минатото, ако во минатото беше 62, сега е за отприлика 4% повеќе, односно 65 евра за мегават сат, но никако не е над 100 евра колку што е пазарната. Разликата владата продолжува да ја субвенционира за да нема ценовен шок, како што вие рековте, за домакинствата и за сите оние кои што се на пазарот кој што е регулиран. Премиерот Мицкоски денеска се обрати по повод денот на даночните работници, порача дека без ефикасна и честна даночна администрација нема силна економија и одржливи јавни финансии. Борбата против корупцијата не е политичка флоскула, не е реторика за прес-конференции, тоа е реална работа, таа е уврска, таа е услов за опстанокот на системот. Како влада, заедно со надлежните институции, воспоставивме јасни механизми. Целосна дигитализација на процесите со цел да се намали секоја можност за злоупотреба. Строга внатрешна контрола и следливост, нулта толеранција за притисоци, фаворизирање и клиентелизам, јасни процедури и казнивост за секоја злоупотреба. Подобрување на транспарентноста, бидејќи светлината е најсилниот непријател на корупцијата. Оваа борба, Управата за јавни приходи, е клучна фронт линија
Затоа што каде има корупција нема доверба. Според податоците од Државен завод за статистика, опаѓа бројот на склучени, а се зголемува бројот на разведени бракови. Од јули до септември годинава се склучени 3514 брака, што е намалување за 2,8% во споредба со истиот период лани. Во овој период се регистрирани 470 разведени брака, што пак е зголемување од 27,7% во однос на минатата година. Државниот завод за статистика регистрира помалку склучени, а повеќе разведени бракови во третото тромесечие од годинава, односно од периодот јули до септември. Од јули до септември годинава се регистрирани 470 разведени бракови. Власта дава 10 денари по килограм за неколку винарии наместо за лозарите. Обвинување од опозиционата СДСМ. После скандалот со ИПАРТ, на повидок е уште еден во низата коруптивни скандали во ресорот на земјоделство. И тоа на штета на земјоделците и на лозарите. Според наши информации, пред 3 дена на 25.11.2025 година, на владина седница е донесена одлука за дополнување на програмата за интервентен фонд со мерка за доделување на финансиска поддршка за откупен килограм грозје, ама не за лозарите, туку за винариите. Оваа одлука се уште не е објавена во службен весник. Но внимавајте сега. Одлуката не е за 2, не е за 3, туку за 10 денари по откупен килограм да им се додели на винариите. Владата на Мицковски и Министерството на Трипуновски немаат пари по 3 денари да им даде на лозарите, ама им дава 10 денари по килограм на винариите, откако претходно им даде 2. Она што е скандалозно е што периодот е само за откупно грозје од 17.9.2025 до 31.10.2025 година. Ова е скандалозно и недозволиво, а мириса смрди и на корупција. Еве зошто. Прво, оваа наменска мерка на владата значи финансиска поддршка само за многу мал број на винарии, а не на лозарите. Зошто мал број винарии се поважни од лозарите. Второ, висината на финансиската поддршка од 10 милиони денари е огромна, а се однесува на мал број на корисници. Трето, краткиот период за кој истата ќе важи. Го прашуваме министерот Цветан Трипуновски, врз основа на која анализа е донесена ваквата мерка? Дали е дискутирана со подсекторската група и дали наидува на одобрување на производителите и откупувачите? Дали оваа мерка е креација на договор во 4 очи и однапред се знае кој ќе ги добие парите? СДСМ бара владата да ја поништи оваа одлука, веднаш бидејќи се на штета на лозарите и затоа што е основа за корупција. Антикорупцијска комисија, обвинителството и сите други надлежни институции за злоупотреба на парите на граѓаните да го испитаат ова крајно коруптивен скандал и да реагираат. Станува збор за скандалозен обид за земање на државни средства и поигрување со секој вреден земјоделец, кој со месеци чека на државна финансиска поддршка. Трипуновски одби да ја објави производната цена на најзастапените вински сорти Вранец и Смедеревка. Ова одбивање на почитување на законот донесе срамни откупни цени за трудот на лозарите на сметка на откупувачите. Понатаму го одбија предлогот на СДСМ за носење на закон за доделување на финансиска поддршка од дополнителни 3 денари за предаден килограм грозје. Нема пари и субвенции за лозаропроизводителите, одгледувачите на овци, млекаропроизводителите, градинарите, органските производители и регистрираните земјоделци. Но очигледно власта има пари да додели и тоа по дополнителни 10 денари по килограм откупено грозје на мал број откупувачи кои дополнително се богатат на маката на лозарите. Корупцијата во земјоделството мора да биде запрена веднаш. СДСМ силно ќе се спротистави на овие обиди
и ќе биде гласот на секој еден земјоделец. Заев, Филипче и Николовски дозволиле 2000 тони пченица и јачмен во вредност од 800.000 евра од државните стокови резерви да се најдат на црн пазар на една соседна држава. Обвинување на денешната пресконференција од владеачката ВМРО ДПМН. Заев, Филипче и Николовски дозволиле 2000 тони пченица и јачмен во вредност близу 800.000 евра од државните стокови резерви да се најдат на црн пазар на една соседна држава. Иако пченицата постоела и била употреблива, Димковски и уште 4 лица направиле записник во кој напишале дека има помалку 2000 тони јачмен и пченица. А овој записник Заев, Филипче и Николовски без никакви проверки го заклучиле на владина седница. Со оваа постапка се поставува прашањето дали Заев, Филипче и Николовски биле свесни за криминалот што се случувал во Агенцијата за стокови резерви. Дали Димковски за овој криминал, кој е проценет на близу 800.000 евра, добил дозвола и насока од страна на Заев, Филипче и Николовски. Дали ова трио добило еднаков процент и затоа сега Димковски ќе лежи за овие тројца? Затоа ли од страна на СДС толку се гласни за земјоделството? Затоа што знаат каков криминал имаат направено. Почитувани граѓани, владењето на СДС со државата изобилува со криминални и коруптивни методи. Наместо државата да има стокови резерви, тие најверојатно завршувале на црните пазари во една соседна држава, продавајќи ги за енормно повисоки цени. Наместо парите да ги вратеа кај граѓаните и земјоделците, тие си ги пикнаа во джеп. Правда и одговорност мора да има и од првиот ешалон на тогашната власт. На седницата за пратенички прашања, пратеникот од Левица Борислав Крмов го упати своето прашање до министерот за транспорт и врски Александар Николовски, барајќи одговор зошто владата одбила бескаматен кредит понуден од Народна република Кина и на брза лента се одлучила за заемот на Обединетото кралство. Мислам дека министерот изјави дека отприлика 3,5 милијарди евра ќе бидат искористени за овој инфраструктурен дел. И сега ние ако земеме дека отприлика такви кредити се даваат на 10 до 15 години, да земеме каматната стапка дека рекоа дека ќе биде под 4,5%, еве дури 3% да ја земеме, вие со вашиот непромислен потек да одбиете бескаматен кредит, ќе го оштетите македонскиот буџет за фантастични 850 милиони евра. 850 милиони евра, кои што може да идат и до милиарда евра, затоа што ние не знаеме дали еве ќе имаме каматна стапка и на грејс периодот. Библиотека Феткин Кавадарци го доби признанието Библиотека на годината за 2025. По разгледување на материјалите доставени со пријавите на објавениот јавен повик, комисијата заклучила дека врз основа на исполнувањето на критериумите на највисоко ниво, признанието да го добие Кавадаречката библиотека, објавија од Библиотекарското здружение на Македонија. Следуваат и вестите од спортот. Второлигашите утре го играат последното коло за оваа фудбалска есен. Во третата лига Росоман го пречекува Влазними, Дреново ќе гостува кај Млекар, а Венец е слободен. Фудбалските второлигаши овој викенд ќе ги одиграат средбите од 15-тото коло, последно за оваа фудбалска есен. Во истото утре, сабота, се среќаваат Кожув, Варда, Неготино, Големо Конјари, Тетекс, Слога Виница, Охрид, Детонит, Скопје и Осогово, Новаци. А во недела ќе играат Беласица и Преспа. Последните две средби ќе се одиграат дури на 6 декември, кога своите надпревари ќе ги одиграат Шкендија Рачиново Саса и Победа Брегалница Штип. Во меѓувреме, на 3 декември, во заостанатиот надпревар од 13-тото коло, ќе играат Големо Конјари и Охрид, а исто така во заостанат надпревар од 14-тото коло,
во среда 3 декември ќе играат Тетекс и Кожув. Третолигашите од групата Југ во недела ќе ги одиграат средбите од редовното 12-то коло пред последно од есенскиот дел. Росоман како фаворит на домашен терен го пречекува Влазними Јуниор. Венец во ова коло ќе биде слободен, а Дреново ќе му гостува на Млекар. Превалец е апсолутен фаворит во дуелот со Башкими, а Ултрас ќе патува за Крушево на дуелот со Питугули. Борец, иако е лидер, ќе има тешко гостување во Кривогаштани кај екипата на Младост, додека Бучин ќе го нагости тимот на Тополка. ГРК Тиквеш во сабота од 17 часот како фаворити ја пречекува Струга. Ова коло носи и две големи дерби пресметки Охрид Вардар и Еврофарм Пелистер Алкалоид. Во машката ракометна Суперлига, овој викенд на програмата се средбите од 14-тото коло, кое ќе донесе две големи дерби пресметки. Утре сабота во првото дерби, екипата на Охрид ќе го пречека тимот на Скопски Вардар. Радовиш како аутсайдер ќе го нагости тимот на Пролет. Еврофарм Пелистер 2, потврдата за добрата форма ќе ја бара во дуелот со Куманово, а апсолутно неизвесен надпревар се очекува помеѓу Прилеп и Бутел. Во сабота од 17 часот во салата Јасмин во Каладарци, Тиквеш како апсолутен фаворит ја пречекува Струга. Второто големо дерби ќе се одигра во недела, кога во Битола Еврофарм Пелистер ќе го пречека тимот на Алкалоид. Машката кошарка паузирана заради репрезентацијата, кај девојките про баскет во сабота ќе има тешко гостување кај Вардар. Машката сениорска кошаркарска репрезентација на Македонија успешно го започна патот во предквалификациите кон Европското првенство, кое во 2029 година ќе се игра во 4 земји – Естонија, Шпанија, Словенија и Грција. Нашите кошаркари со убедлива и моćна победа над Азербејџан од 87-49 тргна во првиот филтер квалификации за Европското првенство во 2029 година. Во недела, во Даблин, нашите момци ќе и гостуваат на Ирска, која вчера беше поразена од Луксембург. Затоа пак возбудувањата во машката кошаркарска Суперлига се ставени во мирување. Кај девојките пак веќе денеска стартуваат средбите од 6-тото коло. Денеска својот надпревар го играат МЗТ и Спорт Тим од Неготино. Утре, сабота, шампионот Баскет Кам е апсолутен фаворит во дуелот со Делчевски Патриот, а кошаркарките на Про Баскет ќе имаат тешко гостување во Скопје кај Вардар. Дербито на ова коло ќе се одигра во среда, на 3 декември, кога ќе се сретнат Крива Паланка и Бадел. Утре не очекува променливо облачно време со сончеви периоди. На планините и по високите места ќе провејува слаб снег, ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец, а температурата ќе се движи во интервал од 3 до 7 степени. Од недела времето ќе биде стабилно со ниски утрински температури, а дневните ќе бидат во пораст. По одделни котлини ќе има појава на магла и таму температурата ќе остане пониска. Тоа беа содржините во дневникот. Благодарам за вниманието и довербата. Имајте пријатна вечер.